Braći i sestri, se radujem što možem da vi poslužim i ova popladne, što možem da vi kažem nešto što je ubavo, važno, poučno, nešto što će ni pomogne da se dobližime do Hrista, a i međusobno, isto tako da poveće si soroботуваме. Еве еден библиски текст ќе го прочитам, се наоѓа запишан во петата книга Мојсеева, 11 глава, првиот стих. Вели вака: И така, љуби го Господа својот Бог и врши ги во сите дни неговите наредби, неговите закони, одредби и заповеди. Правниците сигурно ќе ни протолкуват што се тоа заповеди, што се тоа повелби, што се тоа правила и закони, но овдека очигледно станува збор за тоа како ви и ја ќе ја покажеме љубовта кон Бога. Еден од начините е да му ги почитуваме сите негови зборови, кои овдека се сврстани во закони, заповеди, правила, уредби, повелби. Не можам стручно ова, браќи и сестри, да ви го појаснам, али мислам дека ќе ме разберете дека овдека станува збор за правила и прописи кои се дадени за опстанок на Божиот народ Израел во она време, а правила и прописи кои се дадени исто така за добар меѓусебен однос на израелците како нација. Духот на проштото кажува овие правила, прописи, уредби, закони и заповеди не се укинати. Стојат и денеска како оние за кои Господ кажал, нека ви бидат вечни. Браќи и сестри, кога ќе слушнете или слушаме за правила, прописи и уредби, дали не фаќа нервоза, алергија, протестирање, незадоволство, или не фаќа радост или обзема радост, што ги имаме воопште и што ги познаваме. Јас сакам овие минути кои ми се дадени на располагање да ве подсетам себе си и вас на нешто што се повеќе се заборава во Божиот народ и тоа донесува, браќи и сестри, одредени последици, од кои најчеста последица е духовна суша. Знаете на што мислам кога велам духовна суша? Тоа значи недостаток на драгоцени души кои ќе се придружат на Божиот народ во ова тешко време. А причината зошто тоа се случува е тоа што во Божиот народ повеќе не се почитува она што беше некоја светиња. Правила, прописи, уредби, закони или принципи, едноставно луѓето кога ќе им ги спомнеме правилата, како да ги фаќаме за очи, како да ги фаќа некоја нервоза, незадоволство и си велат, аман, од тие правила, едноставно дајте ни нешто по-демократско, нешто по-слободно, тие правила веќе не врзуват, имаме обврски, едноставно си сакаме по-слободно да дишеме. Дали е тоа точно, браќи и сестри? Па еве гледаме. Светот живее без правила, нови правила се донесуваат, тие нови правила, наместо да донесуваат добри меѓучовечки односи, всушност носат што? Поголеми поделби, немири, раздвојувања и така натаму. Да е тоа точно, сакам, браќи и сестри, да ви прочитам еден податок кој го најдов во едно списание. Во ова списание, кое се вика ТА, не знам дали тоа сега постоја пред многу години, читајќи го тоа списание, најдов еве на ова овдека што пишува и ќе го подкрепи она што сакам да го кажам. Ова господја е од овдека, од Скопје, инаку се вика Мирјана Јовановска, психотерапеут.
Послушайте ова стручно лице, што кажува за правилата кои во многу друштва денеска воопште и не важат, или пак се внесуваат стари правила, односно се внесуваат нови правила, а старите едноставно исчезнуваат. Реченицата кажува вака: денешното време со сите своји специфичности доведува до поголемо оттуѓување на луѓето. Големи промени во функционирањето на семејствата, улогата на жената во општеството и смената, а и улогата на мажот исто така, се кршат стари правила и навики и се создават нови стилови на живење, кои доведуваат до раздвојување, збунетост и расчекор. Во кој време живееме? Во време, браќа мои и сестри, кога светот не обрнува внимание на закони, правила, прописи и уредби, запишени во ова најстара, најсвета и највозвишена книга. Книга над сите книги. Книга која не може да се спореди со ниту една. Во ова книга се наоѓаат најдобрите принципи или правила, прописи, уредби и закони за опстанок на човештвото, за добри меѓусебни односи, за прослава на Бога, а и за добро физичко и духовно здравје. И една од причините што настана ваква суша и по црквите и во светот е всушност занемарувањето, подценувањето, па дури и отфрлањето и отворен презир кон принципите доведуваат до тоа да се сетиме на она што Господ рекол: О Израеле, ако ги почитуваш моите заповеди и живееш по нив, и ако ги учиш децата своји, ќе ти дадам, вели, голем благослов, пишува тамо. Спротивно, ако ги подценуваш, ругаш или не ги слушаш слугите мои кога ги изнесува тие правила, јас, вели, ќе ти пуштам суша во полето твое. Да се пренесе малце во духовна смисла, браќи и сестри, сушата настана од тоа што ги заборавивме старите правила, сакаме нешто ново и во потрагата по ново ние се изгубивме, а и уште нешто. Сестра Вајд кажува: сите оние кои тражат нови нешта, а тие нови нешта се косат со старите нешта, го губат водството на Светиот Дух, ја губат помошта од светите ангели и на крајот ќе останат осамени без било какво плод и род. Тоа го кажува Дух на пророштво. И затоа, браќи и сестри, сакав да ве подсетам на тоа или неколку прашања да поставам. Постојат неколку видови правила, или упатства, или принципи. Еден вид на правило, тоа се куќни правила или семени правила. Ако во едно семејство нема упатства, ако домаќинот на една страна влече конци, домаќинката на друга, децата на трета, тој дом не може да обстане. Понатаму постојат училишни правила во кои учениците, дали се средношколци, дали се студенти, дали се основци, ако нема школски правилник, неќе да може да обстанат. Ќе настане во училиштето расчекор меѓу учениците и учителите. Потоа постојат црковни правила и правилници, и ако една црква нема правила, нема правилници, и секој верник си работи што сака, и нема пастор да ги поучи и да ги изнесе тие начела, ќе дојде до што во црквата? До духовна суша и расул, односно, како се кажа, раслојување. Правилата едноставно се дадени со една цела, ќе ја спомнам која е. Гледате уште нешто, постојат во фирмите и во фабриките исто така правила. И кажете ми сега, драги мои браќи и сестри, дали кога ќе го слушате зборот правила или правило, дали ве фаќа, како се тоа кажу, бунт во душата? Доста ми од тоа, сакам слобода. Ај ова ќе го илустрирам. Еве, јас имам машна.
Гледайте, браće i sestre, сега, кога ја ќе стегнам малку повеќе, видите. Што се случува со мене? Одведишам. А кога малку ќе се раскомота, попријетно ми е. Ето така станува и со правилата. Правилата не се дадени да ја задушат нашата духовност. Не се дадени да не ограничат во нешто. Туку се дадени да уживаме во слободата која се крие во правилата. Они се дадени да ни помогнат да можеме како деца Господови да воспоставиме многу блиска заедница со Бога, а и меѓусебно за опстанок на црквата ќе требат правила. Тие правила се занемарени, заборавени се старите правилници, ја ќе ви спомнам некои од тие правилници. Се ова го чинам со цел да предизвикам љубопитност и кај мене и кај вас, да видиме зашто сушат, односно како духовната суша да ја тргнеме и да ни се врати благословот, односно росата небесна. Гледате, браќи и сестри, во Библијата се наоѓаат многу златни правила и тоа прво, Светото писмо е најдобриот правилник на светот. Тоа го пише во 5 Мојсеева 30 глава 16 стих. Проверете си го тоа дома. 5 Мојсеева 30:16. Потоа, основните вистини на Светото писмо кои ги имаме, тоа се оние 33 теми за крштевање, се исто така принципи кои никогаш не умират. Основни темели, фундаментални вистини, основни. 33 теми. Потоа, постои црковен правилник или Мануел Чрч, во кој се дадени насоки за црквата, како таа да си функционира и при тоа да не греши. Потоа, постои и правилник за богослужба и обреди, во кој прецизно е запишено распоредот на богослужбите и прецизно е запишено се во врска на службата како да биде света, интересна, недосадна, привлечна, на сите да биде благословена таа богослужба. Постои таков правилник за богослужба. Потоа постои правилник за проповедници, самото име не се однесува само за проповедници, тоа е само наслов, но тамо се дадени бројни упатства за се она што треба да се одвива во црквата. Правилник за проповедници. Потоа има прирачник за приправници и најдобрите совети што можат да помогнат на една црква да опстане, на едно друштво, исто така покрај Библијата се наоѓаат во списите на Духот на пророштвото. И Елена Вајт кажува, ако христијаните доволно ја читат Библијата, ако ја доволно разбират и живеат според Библијата, тамо кажува, тогаш читањето на незините списи не се потребни. Моите списи се вели дадени на оние кои сакат добро да ја разберат Библијата и не се замена за Библијата, туку само помошни очила или телескоп со кој може да се доближи Божјата наука до нашата душа. И зато им препорачала, вие кои ја сакате Библијата, читате Библија и живеете според Библијата, не ви се потребни моите списи. Паметен одговор, нели? Дадени се моите списи за сите кои сакат добро да ја научат Божјата реч или добро да ја практикуваат. Гледайте, драги мои браќи и сестри, каков треба да биде мојот и ваш став кон сите правила, прописи, уредби и закони, кон сите наши правилници и се она што е дадено од Бога да нормално си дише и функционира црквата. Тој став е следниот. Еве јас го читам онака како треба и тоа никогаш да не го заборавиме. Погледете ставот на црквата во однос на правилата, прописите, уредбите и законите. Во книгата на Вечната карпа, во кој се изнесени принципите на еден многу убав начин и кои се уште важат и никогаш не се променити и не треба да се променат, на страница 237 изнесен е ставот на црквата. Во она време братот Боровиќ беше, сега е пензионер, еден од најдобрите евангелизатори
odličan govornik, čovek koji mnogo dobro poznava Библията и кој е составувач на тие правила, прописи и уредби на територијата на ова наше поднебие. Во коментарот кој тој го дава кажува вака: начелата и правилата кои се дадени во духот на пророштвото и во Библијата и во нашите правилници, кажува, се средство не за спасување, правилата се дадени за да се видиме какви сме и да не поведат кон Христа. Христос е Спасителот, а правилата не водат кон Него. И кога вие и ја ги газиме тие правила, прописи и уредби кои се спомнати, практично никогаш нема да стигнеме до Христа. Они се затоа дадени да не доведе до Христа, али не се спасение. Спасителот Господ Исус е над тие правила. Всушност тој ги дал. И оваков став треба да имаме. Нема да ги читам овие текстови, забележете си ги, прочитете си ги дома. Исаија 29 глава. 29 текст кажува: правило по правило, заповед по заповед се додаваше од овдека малку, од ондека малку. И уште еден текст. Исаија 28:17, Господ вели: во мојот народ ќе постава мерила и терзија, односно вага. Тие мерила, таа вага, се сите правила, прописи и уредби запишени прво во Библијата, а потоа во сите наши прирачници, кои ден денеска важат и никој не треба да ги погазува, зашто тие, ако ги погазиме, донесуваат суша духовна, а ако ги почитуваме, носат роса небесна, благослов носат. Гледате, браќи и сестри, што овдека кажува. Во сведочанство за проповедници на 347 страница Духот на прошлото пишува: ниту едно човечко собрание или црковно собрание или никаков собор, еве погледайте, ниту едно човечно собрание не може да ги отстрани Божјите начела, за да на нивно место постави свој или нови. И треба да се чуваме, браќи и сестри, да не го повредиме Бога, газејќи ги основните принципи дадени од Бога да не доведат кон Христа и да ни помогнат да се испитаме себе си какви сме, за да се поправиме. Значи, правилата не спасуват, спасува Христос, али правилата водат кон Христа и затоа не смееме да ги менуваме. И кога ќе видите некои теолози, современи и учители, едноставно искажуваат некои такви чудни толкувања, отворете им ја Библијата, отворете им го Духот на прошлото и не сте должни да ги слушате нивните совети. Должни сме да ги слушаме советите на Христа, на Бога и советите запишени во Библија и во Дух на пророштво и во сите наши правилници. Знаете што ми е жал? Јас ги спакував сите тие правилници кои важат со години и ќе важат секојаш, правилници за саботната школа и разни други правилници кои се однесува за нашите богослужби. Ги спакував, но ги заборави дома. Ако Бог даде живот, наскоро јас ќе побарам од председателот на мисијата да уште еднаш ве посетам некаде пролета и таа прилика ќе ги донесам лично да ве запознам со тие. Зошто? Затоа што меѓу вас има овдека млади и новообратени браќи и сестри кои може би се водачи на саботната школа и на богослужбите и тоа ќе им користи. Ќе си отворат страница таа и точно ќе знаат како да постапат. А тука се и пасторите кои ќе помогнат во тоа, тие се не некои нови правилници, тие се стари правилници, за кои се уште важат она што тамо пишува и не треба да се менуваат. Еве послушайте уште нешто. Во Немије 9 глава, 14 стих и 10 глава, 29 пишува: почитувајте ги моите наредби, заповеди и закони. Да не отворам Библија, вие дома тоа проверете си го. Еве уште нешто. Многу важно да го научиме и знаеме. Сестра Вајт кажува во едно писмо, кое го напишала на 28. август 1911 година, писмо под број 66.
Знаете ли дека и писмата кои ги пишувала сестра Вајд, покрај книгите што ги има напишено, се исто така вдахновени и инспирирани и важат исто како книгите, они во голем формат. Иако се писма, и тие се од Бога дадени. Еве што кажува. Ние. Кои се тие ние, браќи и сестри? Дали луѓето во светот се тие кои требава да го слушнат, или ние сме тие кои сме, односно припадници на Божиот народ? Ние сме тие. Овие, браќи и сестри, тука народ Божи. Вели вака, ние треба да стоиме цврсти како карпа, држејќи ги начелата Божи и секогаш да се држиме за начелата, да бидеме цврсти како карпа во држењето на начелата. Видите, браќи и сестри, цврсти како карпа. Мене длабоко ме жалости и ме боли кога слушам некои северни студени ветришта на современи теолози кои кажуваат време е нешто да промениме, да прилагодиме, да пробаме, да видиме, може ќе оди по-добро, овие се вели застарени правила, да ги замениме со некои нови. Послушајте ме, браќи и сестри, немојте да ве насанкат и наведат на лед такви современи теолози и учители, или горди и надуени, да така кажам, во своето знаење и образование. Тивко на неприметен начин ги подкопуваат темелите на црквата, начелата, а знаете ли кога нашите начела се дадени? Во период од 1844 до 1863, кога е основана црквата. И тие начела, кажува сестра Вајд, останува за секојаш, бидејќи се дадени од Бога. И секој кој ќе се обиде да ги менува, да ги либерализира, Божиот народ треба да каже не. Тоа не можеме да го прифатиме. Тивко сатаната, како се тоа кажува, воведува своји теории, своји слуги ги воведува, како ги нарекува агенти негови, се со цел да подкопат основата на Божјата црква и првите темели на кои почива Божјата црква да ги турнат, се со цел да црквата падне и не постои повеќе. И затоа, браќи и сестри, Бог не подсетува на правилата, прописите и уредбите да ги почитуваме. Гледате, ќе ве подсетам на пак неколку текстови, забележете си ги и дома прочитете си ги. Исус Навин, 24 глава, 25 и 26 стих. Тамо кажува, почитувајте ги прописите и законите. Исус Навин, 24, 25 и 26. Исто така, 24 глава, 14, 15 и 23, во кој слугата Божи Исус Навин рекол, вие како сакате, правете јас и мојот дом ќе му служиме на Бога. Со други зборови, што Господ кажал, ние тоа ќе го почитуваме. Таков став треба да имаме вие и ја, како современи христијани. Видите, браќи и сестри, сите заповеди на Господа, повелбите, наредбите, прописите и законите треба да ги почитуваме, односно да бидеме цврсти не само како карпа, него цврсти како челик, почитувајќи ги наредбите, повелбите, законите, уредбите Господови. Еве каде го пишува тоа, 5 Мојсеева, 4 глава, 41 стих. Гледате го сега овој сериозен коментар од Елена Вајд на правилата, прописите и уредбите. Еве што пишува, петото сведоштво од Елена Вајд на 133 страница. Пишува вака, кога ќе се подигнеме до мерилата кои Господ ги поставил, кога ќе се подигнеме во љубовта и почитувањето на овие мерила, погледете што ќе се случи. Светот, адвентистите на седмиот ден ќе ги смета за настранети, екстремни. Ние таа линија на раздвојување да ја сториме што поочевидна. Дали го разбравте ова, браќи и сестри? Тоа дух на пророштво кажува.
да се меѓу денешниот Божи народ и светските луѓе види јасна разлика на раздвојување во поглед на правила, прописи и уредби. Ние треба да бидеме најдобрите почитувачи на принципите, дали се здравствени принципи, дали се теолошки, библиски принципи или било кои други принципи кои водат кон подобро, ние треба да ги почитуваме цврсти како карпа и како челик. Гледате уште нешто. Во книгата Темели на христијанското воспитување, 289 страница се наоѓа овој цитат кој сега го прочитам. Одиме при крајот на нашето проучување, да уште нешто видиме што е многу важно. Гледате, драги мои браќи и сестри, што пишува во 5 Мојсеева 30 глава 16 стих. Прочитате си го тој текст дома, коментар од Елена Вајт во книгата Слуги на Евангелието, 272 страница, кажува следното. Нека никој, дали се тука мисли на професор, доктор, со титули, дрмр, професор, овој професор, оној, не е важно. Никој кажува овдека, еве што, нека никој не се осудува да ги урива основните принципи на нашата вера, кои биле поставени на почетокот на нашето дело, преку многу истражувања на Божјата реч, преку многу молитви и преку многу солзи и откровенија. Запомнете, браќи и сестри, сестра Вајт кажува во незините списи, основните столбови на кои почива Божјата црква, во последно време, наместо Божјиот народ да ги зацврстува, ќе се појават одредени учители кои тие основни столбови на кои почива црквата, постепено само ќе ги подсекуваат и на крајот тие ќе паднат и црквата ќе биде урната. Зошто? Затоа што нема кој да ја брани црквата. Бранители нема, сите се аминџии и такаџии, амин, така е, а не се свесни дека сатаната ги води на санкање, односно ќе ги насанка на лед, ќе направи дупка на ледот и што? Откако ќе си ја завршат, сестра Вајт кажува, откако некои луѓе ќе му ја завршат работата на сатаната, знаете ли што прави тој? Буквално пишува ги клоца. И што им вели? Не сте ми повеќе потребни. Во такво дередже не треба да дојдеме ви и ја. А зошто? Ако бидеме бранители на вистината, ѓаволот ништо нема да ни може. Здружени ќе бидеме. Еве, послушајте, браќи и сестри. При крајот на овој цитат. Во минатото многумина се обидувале да воведат една нова вера и да постават нови темели. Еве, тоа се случува. Тоа се случува веќе во Божиот народ. Не знам дали ви тоа го знаете, приметувате, не сакам да бидам многу отворен, па да ве предизвикам. Пратете ја ситуацијата и ќе видите. Самите ќе се уверите. Гледате што се случува. Колку долга останала нивната градба, таа градба наскоро паднала, затоа што не била основана на каменот, а тоа е Христос. Такви кои ќе се обидуваат во ова време да носат студени ветрови, чудни теории, чудни предпоставки, идеи за промена, ова е старомодно, ова е нешто ново, ова повеќе луѓе ќе привлече и така натаму, тоа е, браќи и сестри, огромна штета за црквата и огромен губиток. И ние треба да се останеме на старите начела, основани 1844 до 1863, кога е основана нашата драга црква Господова во ова време. И гледате, сосема при крају што сакам да поделам со вас. Во весникот Печат, порано тој го имаше, сега го нема, се укина, еден напис ми го привлече моето внимание и го користам овој напис од весникот, од Печатот, да го аргументирам ова. Што се случува и со младата генерација,
А за жал и со постарата генерација, кога се во прашање навики добри, правила, прописи, уредби и закони. И овдека кажу овака. Ги напуштила амишите за да позира во долна облека. Станува збор за чупе, битолчини велат, да, амишите се многу строги. Ова девојче по име Кети растело во такво семејство, чиј татко бил старешина на амишите. Убаво облечено девојче во свое време, преубаво, не дозволувал ништо на телото да и се гледа, се облекувало достоинствено и пристојно, со убава облека, примерна. И за жал, написот кажува следното. Ќе ги прочитам, нема да го прочитам цел текст, само оние реченици со кои го подкрепувам ова. Зашто на луѓето им е денеска тешко да почитуваат правила, прописи и уредби? Девојчето кажало вака. Убавата Кети и здодеале правилата на заедницата во која живеела и одлучила да повеќе не сака да биде невина и скромна девојка. Невина и скромна девојка. Одлучила да не се повеќе, односно да повеќе се, односно да излезе од тоа друштво и да вкуси нешто ново. Еве погледнете што кажува таа понатаму. На заедницата во која живеела и одлучила дека повеќе не сака да биде невина и скромна девојка и да живее по строги правила на заедницата. Една од причините што доаѓа до промена на многу нешта во црквите е и тоа што на многу млади, па и постари, па и современи теолози со титули и докторати, едноставно им здодеало тоа да живеат по правила. И сакат да живеат во демократија, а демократијата секогаш, браќи и сестри, не е на висина. Има и добри работи, но за жал ова демократија денеска не е демократија. Ова се вика анархија и беззаконие. Нема правила, нема прописи, тоа е старомодно, а тоа некогаш беше така, некои стари учители тоа го кажува, ние сме сега во модерно време, нашите млади да се ги воспитуваме да се прилагодуват на модерното време, да не бидат бели врани меѓу црни и така натаму. И што се случува? Многу почна да барат нови нешта. Во потрагата по нови нешта, наместо да побарат ново, како да си го променат срцето, како да си се доближат до Бога, како да си го сакат Бога, како да дојдат до Божјето царство, како да постанат племенити, ѓаволот ја виде нивната потрага по нови нешта и им даде нови. Ама им го тоа скапо наплати. Остана без ум, остана без здравје и изгубени на улиците. Тоа е ова наша генерација денес. Зошто? Не ни требат правилата. А за жал се јавуват професори, доктори и учители и нови пастори кои има чудно мислење и чудно сваќање и чудно толкување на она што стои во Библијата. Па сето тоа го сметат за во кош, а воведуваат нешто ново што ќе било поинтересно, позанимливо, со која ќе се привлече вниманието на луѓето да си дојдат на богослужба. Апсолутно грешно, апсолутно спротивно на Божјата реч, апсолутно штетно, со големи последици, попратени со голема суша. Дали ме сваќате што сакам да ви кажам, браќи и сестри? Ајде уште нешто. Еве ова девојка што кажала. Претходно работев во поле каде што пасев крави. Учев во една прилика, ме повика една школска другарка на забава и ми се допадна забавата и останав на журката.
И еве го сега девојчето. На слика го има. Некогаш племенито девојче со убава облека, гледате го сега во што е облечена. Како се вика тие некои бикини, некоја облека провидна, постанала сега, како се тоа кажува, менакенка или да, менакенка, ама рекламира облека. Модерна облека. Заборави чедна облека, заборави татков дом, замина да ужива ова некогаш чедно девојче. И извештајот кажува, сега сум вика на слобода. Не ме интересират правилата на мишите, јас сум сега слободна девојка. Ова го кажуват многу момчиња и многу девојчиња. Таа слобода скапо ја платиле. Нешто ќе ви кажам, браќи и сестри, неќем да ве разочарам. Сестар Вајд кажува вака. Кога некој ќе ја напушти црквата, момче, девојче, старец, старица, верник, ќе ја напушти црквата и ќе побара некакви задоволства во светот. Малку цигарче едно, малку едно кафенце, малку да шмркне некоја дрога, малку да се разгули, или девојче, или момче, малку да покажат поинаков стил на живење. Сестра Вајд кажува, светот ќе ги прими со задоволство, со расширени раце, ќе ги прими добре дојдени се. Побегнале од Бога, им досадиле правила, прописи и уредби, ги поучиле професори и доктори, и тие си мислят, овие се паметни луѓе, сигурно е така, па можеме на малку да живееме либерален живот. И еве што кажува, светот ќе ги прими, но ќе им наплати скапо, а цената ќе биде смрт за нивното тело. Дали ова сериозна опомена од Бога, браќи и сестри? Па најубавиот живот се минува во заедница со Бога. Најслаткиот живот се наоѓа покрај Бога. Надвор од Бога, ѓаволот ќе ни даде некои уживања, а тие ќе не коштат и здравје, ќе не коштат на крајот и спасение, а и смрт ќе не коштат. Тоа е наградата на либерализмот. Еве, браќи и сестри, да не должам, завршувам со последни два цитата. Слушайте добро. Петото сведоштво од Елена Вајд. На 55-та страница сестра Вајд кажала едно пророштво, кое, за жал, не за радост, ние веќе го гледаме. Веќе го гледаме. Кои се духовни браќи и сестри по црквите и кои имат Дух Свети во себе, ова ќе го видат. Непосветените и необратените и они на кои не им одговарат правила, прописи и уредби, тоа нема да го видат. Него напротив ќе го одобрат ова. Погледнете што кажува. Често се покажува непокорност, дури и презир кон правилата во црквата. Точно ли ова, браќи и сестри? Што се покажува? Често се покажува презир, често се покажува потценување и отфрлање и најчесто се покажува противење на оние кои се залагат за правила, прописи и уредби и со одредени закани. А бранители нема. Сите си чутат и гледа сеир. И гледате сега, сестра Вајд, што кажува. За оние кои се сеирджи, за оние кои се рамнодушни, за оние кои не се стават на располагање на Бога, да ги бранат интересите на црквата, верата, да ги бранат столбовите, правилата и прописите, законите, повелбите и заповедите. Сестра Вајд кажува, Господ таквите ги смета за убијци или престапници на заповедта која кажува не убивај. Која беше таа заповед?
Видите ли, браќа и сестри, колку сериозно Господ ни кажува? И кога ќе дојде на говорница овдека пред нас, високо образован, со 3, 4, 5 докторати, уште само фала што овдека звездички, нели? И кога ќе кажат, браќи и сестри, слушајте, па ние од искуство, од образование, од она што сме го научиле, толку години сме поминале во студирање, ние тврдиме дека тоа е вака, а не она така. И што се случува? Повеќето луѓе ќе поверуваат на тоа што ќе каже докторот, теолог, отколку што кажал Господ Исус Христос. Еве пророштвото кажува, послушайте сега, последно за вечерва. Во книгата Ризница, број 2, ја имаме таа книга, секој од вас, таму на страница 21, сестра Вајд кажала нешто зачудувачко. Нешто што сега додека го читам, морници ми идат низ моето тело. Слушайте, браќи и сестри, што кажува. Да застанеме во одбрана на вистината и правдата, кога мнозинството се против нас, да се бориме во битките кога има малку брнители. Тоа ќе биде наш испит. Знаете ли дека ќе биде наш испит ако не ја браниме вистината? Ако дозволиме ладни студени ветрови да дуват? Ако дозволиме лажни учители да не водат? Или лажни учители да ни сеат теории штетни, кои го подкопуваат основното верување, ни рушат нашата вера и си воспоставуваат нешто свое и ново. А ако не застанеме на брникот на вистината, Господ кажува ќе не смета за убийци на неговото дело. Дозволите ми да завршим со еден библиски текст, нема да го читам, забележете си го дома. Во книгата на пророкот Езехиел, 22 глава, 30 стих. Да не читам, јас отприлика го знам како гласи тој стих. Вели, дојдов кај Израел, да најдам човек, кого ќе го поставам, вели, на браникот. И што вели тамо? Но не најдов човек. Бог кажува, не нашол човек, зашто? Да стави бреме на неговиот грб и да ја брани израелската нација, законите, правилата, прописите, едноставно од лажни учители и пророци во свое време. И вели, не најдов човек. Ако дојде Бог, а Он е тука со неговиот дух, тоа нема сомневање. Ако се појави Господ овде, браќи и сестри, колку мине од нас ќе се ставиме во одбрана на тоа што Тој ќе ни го каже? Дали со цело срце за учителот, тоа што ни го кажува, давам и душа и живот, зашто Тој веќе го даде неговиот живот за мене. За него давам се и гинам за него. Дали тоа денешните христијани ќе го кажат на Христа? Или ќе се прилагодат на овој модерен зол свет кој е пред пропаст, или ќе ги погазат начелата, правилата, прописите, се со цел да угодат на некого, на него да му биде добро, а на Христа да биде за навреда, мене да ми биде за штета, за губење на благослов. Затоа, браќи и сестри, да одлучиме да ја браниме црквата, да ја браниме вистината, да ја браниме правдата, да ги браниме правилата, прописите, уредбите, законите и 10 заповеди. Зашто тие се упат кон Христа, тие ни помагат какви сме да се видиме и тие ни помагат крај краева да се поправиме, за да можеме да бидеме идни граѓани на Божјето царство. Браќе мои и сестри, ве повикувам, вагајте ја секоја изјава на било кој пастор, на било кој старешина, било кој учител, било кој доктор, ма колку и да е на висока положба, вагајте го тоа што ќе го кажат со мерилата библиски. Ако се тоа што го кажуват сложува со Библијата, тие се од Бога, а ако го либерализират
ili kako se to kažu, amortizirati, ili ako go to jednostavno ublažuvati, ili ako davati ideji, može i taka, može i vaka, to je staromodno, to važilo za Izrael, to ne važi za sovremeniji od Izrael. Ovo duhotno prošloto, nekoja stara baba, bez osnovno obrazovanje, napišela nekoj knjigi, za neizino vreme je to. Nije sega togo, proveriv me i ispitav me, vaka treba da bide. Će ne nasankat, će ne dovedat do let, će ni otvora dupka i ta dupka će se zaledime vo mrazu. Zašto? Zato što smo bile ravnodušni, sve nije bilo isto, sme dozvolili da se potkopu, a sve što može da se potkopa, sme dozvolili da se uči sve i sve što, slušame sve i sve što, a pritoa zdraviju tum da procenime do kada ne vodi toa, nedostasuva. Evo, braće i sestri, toliko od mene. Se nadavam deka me razbravte i se nadavam deka vo neka druga prilika nema da vi iznesemo poveće pravila, propisi i uredbi, nego nešto sasvim drugo, po dobro, odnosno drugo vrzano za Božjeta reč. Zapomnite gi ovi citati u duhno proroštvo, ovi biblijski tekstovi, zapomnite go ovaj apel. Barav čovek vo Izrael na kogo sakav da podmetam i ne najdov tako. Će najde li Gospod ovde kao naša ta crkva takov brat, sestra, momče, devojče koji herojski će rečat ne se slagam s ova. Će imate li hrabrost na doktorite, profesorite da im kažete ne, koga će kažat jasno nešto sprotivno na Božjeta reč, sprotivno na našite načela, sprotivno na duhotna proštvoto. Ili će premolči me, zato što brato da nego ožalosti me, da nego povredi me, da ne kaže me ništo, da nego poniži me, pa da se odi žalosten, će predmolči me, a prito toj će frli patkata i koskata, kako da kažem ove, i okolo neja će se glodame i na kraju će se ispokaram i ništa od toga. Samo će go žalosti me Boga. Dojde vreme, braći i sestri, vo koji i Bog i duhotna prošloto ne povikuvat na odbrana na crkovnite načela, koji se toliko silno napadnati i toliko obezvredniti, koji se podcenuvat, zašto se postavuat novi merila, po standardot na ovoj svet, a ne po standardot na Biblijeta, po učenjetu na crkvata, po učenjetu na ono što kažu od našite pravilnici i što kažu od spisite na duhotna proštoto. Blagodaram, braći i sestri, za razbiranje to. Ve povikuvam, znači da si bideme verni na Gospoda, po se koja cena da stojime cvrsti na Božjeta vistina, cvrsti kako karpa, cvrsti kako čelik, počituvajte go sve što izleglo od Božjeta reč, ne promeneto i važi za večni vremenja. Gospod neka ne blagoslovi ova. Amin. Naš nebesen Tatko, ti blagodari me što i ova popladne vo domo tvoj, možeme da se sretneme so tebe, da porazgovarame so tebe, da gi slušnime tvojite spasonosni slatki zborovi, da se s onih hranime i napojuvame. Milo ni beše što ti, Gospode, ni kaže nekoj važni raboti za ova vreme. Nije gi razbravme i sakame da se stavime na raspolaganje tvoje, našite grbovi i gradi da gi podmetneme, da možeš da staviš tovar onoliko koliko smetaš da možda nosime. U ova teško i posledno vreme, koga svetot žive bez načela, koga na svetot mu smetat pravila, propisi i uredbi i zakoni, koga žive svetot u bezakonija, ti ne podsetuvaš da si nije ostaneme dosledni na to što si go kažal i nije to, Gospode, sakame da go praktikuvame. Zašto znajeme deka toa će ni donese radost i blagoslov i znajeme deka toa će ne oslobodi od sušata duhovna i će ni pomogne da sekogaš bideme sveži. Te molime da ni pomogneš da se stavime na branikot na vistinata i da branime tvojata crkva od mnogobrojni štetni napadi, komentari, izjavi, stavovi i svaćenja, od mnogobrojni najavi na nekoj promeni vo crkvata tvoja, nije te molime da ni pomogneš da go to dobro procenime
во призмата на библиското учење и така да се поставиме како што е Твоја волја. Господе, научи не да бидеме верни на Твоите начела, цврсти како карпа и цврсти како чели. Да ни помогнеш во душата наша да имаме голема љубов едни кон други, а најголема кон Тебе. Да ни помогнеш во ова тешко и последно време обединити да го браниме делото Твое. Ова е Твое дело, ние сме Твои слуги и Твои помошници. Помогни ни да имаме Дух Свети, кој ќе делува на нашиот ум и на нашата совест и ќе ја изострува, за да можеме, Господе, во јасна светлина да сватиме се она денеска што се пласира и да не бидеме така лесни, тоа лесно да го прифаќаме. Туку едноставно она што е Твое цврсто да го држиме, она што е светско да бидеме на растојание од тоа. Господе, Тебе Ти е волја да имаш народ кој е чист и праведен и еве ние Ти се ставаме на располагање да не употребиш за Твојата волја, за Твоите цели и планови. Тоа го правиме со драга волја од срце и мило ни е тоа да го сториме за Тебе. Те молам, благословија ова драга наша црква овдека во Скопје. Благослови ги овие драги браќа и сестри. Благослови ги сите драги пријатели на ова црква. И помогни ни, Господе, вака заедно обединети да го наследиме Твоето царство и тамо за вечни времења да се најдеме. За ова што ни го кажа, што го разбравме, што го со внимание сослушавме, за тоа што ќе ни помогнеш ова да го практикуваме во нашиот живот и за сите други нешта што од Тебе ќе ги слушаме и примаме, Небесен Татко, прими од нас слава, чест и благодарност и поскоро дојди ни. За ова сите заедно молиме во името на Господ Исус Христос. Амин.